Raspni go, raspni go, raspni go, Isusa. Drugi spasuvaše, sebe ne se spasi, Oče moj ne ostavi. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mrtvi voskresna, grobovi zinaja, temnina vo 6. čas. Zemlja se trese, karpi rasprsna, Isus zamina. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Tatko moj, ti blagodaram što u ovaj den si u moje to srce. Ti blagodaram što zboruvaš niz mene. Ti blagodaram za tvoja ta ljubav što izlevaš vsekoga od nas. Ti blagodaram što me sozdade po Božijot obraz. Po Božijot obraz me sozdade. Ti blagodaram što nego isprati tvoje to živo slovo, za da nije pokažeš pa tekata na ljubav ta. Ti blagodaram što ni dade slobodna volja. Ti blagodaram što go dade tvoj jedinoroden sin, Isus. Da ni go pokaže patot na ljubav ta. Da ni pokaže kako se prostuva, kako se ljubi, kako ne se osuduva, kako se ispolnula tvoja ta volja i kako ti zboruvaš niz nego i kako ti gi vršiš delata niz nego i kako go ispolnuvaš, Isusa, со сета своја полнота. Потребен си ми денес зборуве низ мене, нека секој збор ги допре оние кои имаат потреба од твојата љубов. Нека секој збор, секој здив го донесе твојот мир, твојата љубов кај оние што се отворени за тебе. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам за се. Марко 15, а во 6 час. Сега е приближно 6 час, настана темнина под целата земја до 9 час. Марко 15 глава 33. И во 9 час Исус извика со силен глас: Елој, Елој, на друго место или лама савахтани. А тоа значи: Боже мој, зошто ме остави? Добро прашање. Зошто ме остави? Или лама савахтани, татко мој, зошто ме остави? На вистина, овој е Син Божи, на вистина, овој е Син Божи. Знаете, како дојдов до Исуса, како почна се. Вие сигурно сонувате дека паѓате и дека летате. Тоа е базична категорија. Човекот не е само тело, тој е душа во која е вдахнат дух. Знаете, ние не можеме да го разбереме тоа. Зошто сме овде на земјата? Сатаната и неговите демони, по поразот со Архангел Михаил, пишан овде во Откровение, се паднати на земјата. На сатаната му е дадена власт на земјата и знае дека има малку време. За Јован се вели, ете, јас го имаш еден човек по еден Јован, а потоа се вели, јас го праќам својот ангел. Потоа се вели, вие
воскресението луѓето нема ни да се мажат, ни да се женат, туку ќе бидат како ангели на небесата. На едно место во Псалм 80 вели: вие сте богови синови на Севишниот, но ќе умрете како луѓе. Значи, ние зборуваме за параболи, метафори, кои ако чекорите во Исусовата љубов, ќе ви го отворат ова живо слово. Не со камени цитати, камени плочи на камен, туку со живи слова во вашето срце, како почна се. Знаете, чувството, помнам дека во ранниот период на својата возраст живеев ке мојата баба и таа продаваше ракија и влегов во една куќа да однесам ракија и одеднаш се најдов во еден двор со ковчег со мртовец. Знаете, кој шок е тоа? И потоа со денови размислував зошто луѓето умираат. Значи, мало дете од, не знам, 5 до 7 години, до 9, носи ракија, влегува во еден двор, празен двор, ковчег на сред дворот со мртовец. Имаше погреб и со денови размислував зошто луѓето мораат да умираат. Потоа сум размислувал со денови зошто мора да јадеме секој ден, зошто мора да спиеме. Зошто? Причините и последиците се да дојдам до состојбата да се прашам што барам јас овде во оваа земја? Кој сум јас суштински? Прашање кое ме одделуваше од луѓето, бидејќи не може да разберам зошто луѓето прават зло. Ти им правиш добро, тие секој секому сака да подметне. Нема љубов и омраз, затоа ме погодуваше внатре. Онај третиот вид на страдање на Исус, кога вели прости им, татко, не знаат што прават. Кога тебе ти е жал дека твојот народ гине од незнаење. Знаете, има два типа на луѓе. Поголем број се паднати ангели, дојдени се во луѓе, во слободна волја да го изберат Исус. Затоа сме дојдени на земјата. Во постојано движење. Имаме стврдна дух, материја, во која внатре во неизе постои движење. Знаете, протони, неутрони. Внатре во тебе постои движење, бидејќи ти си дух. Нашата природа е духовна. Ние сме сега во кафес на телото. Апостол Павле вели духовно тело и физичко тело. Значи треба да се намалува телесниот човек, да расте духовниот. Втората состојба се билки кои исто така не се движат натре во себе. Не може да се движат. Имаме животни, трета фаза, кои се движат телесно. Телесно се движат. Ние велиме по инстинкт, водени од ангели или како сакате. Колку што можете да примите. А потоа е човекот кој телесно се движи, но треба да научи да се движи духовно. А тоа е тесната патека што води кон животот. Тоа е да љуби како Исус, да се усовршува љубовта. Значи, чувство дека не сум од овој свет. Чувство, состојба дека не сум од овој свет. И знаете, без Исус таквите луѓе често ќе западнат. Потоа еден период на материализација, како дојдов до Исус, почнав да работам како и другите, без причина, без радост, да јадам, да пијам, да пушам цигари, да пијам алкохол прекумерно, да барам во телесната љубов, а потоа гледаш дека после тоа не чувствував никакво задоволство. И во еден момент доаѓа состојбата на будење. Неколку пати бев на работ на смртта. И знаев дека Бог ме спасува, но знаев дека има некој Бог. Не знаев дека имам татко. Не знаев дека го имам Исуса. И секогаш имаше луѓе кои праќаше Бог околу мене, кои на некој начин, на некој пониско ниво, имаа сознание за духовниот свет. Знаев дека постои духовен свет. Го сеќавав, а не знаев како да се бранам од нападите. И сите тие состојби што се случуваа, барајки и прашувајќи како да се бранам по Божја волја, кој ќе ме прашат кога си го примил Исус, не можам точно да кажам. Мислам дека од секогаш сум во Исус. Го имам тоа внатре како чувство или како сознание, не можам да дефинирам. Значи, зборуваме за процес на примање на Исус, процес на претопување на Исус во Исуса, процес на дозволување Исус да живее во тебе. Повторно ќе кажеме, Исус не направи ни едно дело во свое име, не кажа ни еден збор во свое име. Духот на нашиот Отец зборуваше низ него. Тој ги правеше делата на љубовта.
Тој велике, можете ли да се крстите со крштението со кое јас сум крстен? Апостолите бараат да седнат од десната страна, двамина од нив. Значи да се крстиш, да го оставиш Исуса на крстот, да го оставиш тихо на крстот и да дојде еден тихо Исусов, каде Духот на нашиот Отец ќе зборува низ мене, ќе го пренесува мирот за сите што ќе речат те сакам, Господи Исусе Христе. Често се прашувам како луѓето можат да живеат во овој свет кој го владее сатанска природа. Без Исуса. Тешко. Лесно ќе потпаднете под дрога, алкохол, прелюбодејства, омраза, себеосудување. Знаете, секојдневно среќаваме луѓе на кои им е потребен Исус. Кога ќе се собереме двајца во Негово име, кога се молиме по телефон, на Skype, на WhatsApp, на Messenger, двајца собрани во Негово име, ние го подпалуваме пламенот, самиот пламен, самото пламенче на животот во вас кој се подгасило, на љубовта кој треба да се запали однатре и да изгори се што не е од Бог, да излезе од срцето човечко. Се тоа на што излегува од срцето човечко. Постојано го читам тоа. Садукеи, фарисеи, да не бидеме садукеи, фарисеи кои само зборуваат, а не извршуваат. Од срцето човечко да излезе се што не е од Бог. А тоа е многу еден долг список. Долг список. Одвнатре од срцето човечко излегуваат лоши помисли, па речете кои сме ние? Прелюбодејства, блудства и убиства. Кои сме ние? Тогаш кражби, лакомства, злоби, лукавства, разврат, око завидливо, богохулство, гордост, безумство и уште многу други подврсти на нељубовта, на духот на Антихристот. Сето тоа зло одвнатре излегува и го осквернува човекот. Значи, што е тогаш човекот ако има толку зло во себе? Два типа на луѓе има во Библијата. Во прво Јованово, синови човечки, она што Исус почна на почетокот, а суштински беше син Божи, и синови Божји, секој што не врши правда. Која правда? Божјата правда. Да го љубиш својот ближен како себе си и не го љуби братот свој. И не го љуби братот свој, не е од Бога. Тогаш сте вие синови сатански, вашиот татко е ѓаволот, се вели. Вашиот татко е ѓаволот, тој е татко на лагата, затоа не го разбирате ова слово и не го примате. Тој е лажец од почетокот. Тогаш прашајте се кои сте вие и што барате овде. Без Исуса Христа, без љубов, вашето движење тогаш е само физичко и вие ништо не се разликувате од животните, ако имате слободна волја. Од каде знаеш ти, сине човечки, пишано овде, дека твојата душа ќе оди на небесата, а душата на животното ќе оди на земјата, во земјата. Знаете, змијата и Ева се внатре во вас. Јадете од дрвото на познанието на доброто и злото, знаете што е добро и зло. Исус велеше, Оче, ако може да ме одмине оваа чаша, но не како што сакам јас, нека биде твојата волја. Почетна позиција е волјата на нашиот Отец да се остварува во секого од нас. Волјата на нашиот Отец да го бараме Царството Божјо. Значи да бараме да заминеме од оваа земја, каде што нивниот црв не умира, а ние сме како црви во земјата, си копкаме, нешто се држиме. И вечниот оган не изгаснува. Вечниот оган на Исусовата љубов. Те сакам, Господи Исусе Христос. Значи, како дојдов до Исус? Потоа пиев, пушев, во Лондон бев еден период 6 месеци. Сега пред 30 години повторно се врати во Лондон, бидејќи тогаш глас ми рече ќе дојдеш во Лондон еден ден како актер. И тогаш го зборував словото. Монолози и делови од словото на македонската заедница 2 пати. Се дрогирав, земав хашиш и марихуана. Одеднашка во еден момент ми дојде да рипнам од прозорец. Имав еден брак, имам 2 деца, нека се живи, здрави, благословени, да ги допре Исус, да им ги отвори срцата, да се покајат. Кој беше почнат во проклетство, затоа што роднинска врска на претходната сопруга се бавеше со врзување и одврзување на луѓе, тоа се одразува на незината сестра. И ако не се покајат, веројатно и на нашите 2 деца, Господ да им даде сила да се отворат.
Значи поминав низ таа траума. Сепак, знаците кои ми ги даваше Исус ги среќав неколку пати, сум спасуван од директна смрт, сообраќајни несреќи, паѓање од голема височина од 30 метри. Последен пат, жената која ни беше на помош, тетка Мира, се надевам дека се покаја, бидејќи работеше со теспи и со дови. Ме предупредуваше, го познав и Ѓорги Филев, и тој е добар сотрудник. Со денови седев кај него, разговарав, а по тоа едно време служев на молитвени терапии, така ги нарекува. Исто така еден сотрудник. Предходно беше мастер кај Шаров, потоа стана пастер, сега веројатно е нешто друго, епископ, не знам што е. Кај Шаров служев на молитвени терапии, директно во контакти. Заминува бродот, знаете, ке се качите на некој брод и ке ве однесе, ке се качите на некој брод и ке ве однесе по некоја река и после ке викате: Господе, Господе на помош, кој те терал да се качиш на бродот, ако си имал намера да патуваш? Ние зборуваме за поттик внатрешен. Исус да ни кажува што да правиме. Во извесен период ќе разберете и ќе прашувате: Исусе, дали треба да постапам вака? Исусе, како да постапам? Бидејќи ние сме духовно слепи и не го разбираме овој свет. Ние сме духовно слепи. Сатаната лесно ќе не свлечка, ќе ни прати некого, на што сме пари, дрога, алкохол, жени, мажи, власт, сребролюбието е најголемо зло. Знаете, во Македонија се продаде за пари. Го продаваат сопствениот народ. И еве ме поздравуваат луѓето дека снимам завети. Те сакам, Господе Исусе Христе. Ти благодарам, Христосе. И во еден момент тетка Мира требаше додам во Охрид, во Велестово. Ми рече: гледам карпа зината со заби, немој да влегуваш во езерото, во вода покрај карпи. И го заборавив, тоа отидов во Велестово, бевме таму поетски вечери, читавме поезија. На враќање човекот што требаше да не вози се опи и не икеше да вози. Јас му реков: дај, јас ќе ја возам колата, и отидовме на плажа да се отрезни. Имаше нов автомобил. И додека тој влезе да спие, влеговме во водата, значи хотел парк, Охридско езеро, карпи. Почнавме да пливаме јас и мојот братучет. И одеднаш почнува драма. Тој на 20 метри од мене, ништо не слуша, ме фаќа за нозе, демон и ме влече во езерото, ми ја запна устата и тонам се давам. И сега разговарам со него: пушти ме, тонам се давам, не те пуштам, пушти ме, бе, не те пуштам, бе, пушти ме, кој си ти? Кај мене си на список, ми вели. Кој си, викам, не сум ја довршил работата, имам уште да работам, кај мене си на список. И почнувам да тонам, веќе бев потонат до очите половина, поред што помислив дека децата од претходниот брак ќе останат сираци. Иако тоа непознавање на Исус. Значи, таткот и мајка ти те оставија. И во еден момент, тоа што и го имав слушано кај тетка Мира, нашата кума, подоцна стана на мојот втор брак, Господ ми даде прекрасна сопруга, сотрудник Божи, Марија Башевска Стојановска. Во еден момент, тоа што го зборуваше тетка Мира, додека се даве во езерото, значи ме тегне сила внатре, пресветлам, почнам да ја кажувам молитвата: Отче наш кој си на небесото, како научам: Отче наш кој си на небесото, да се свети името Твое. Тонам повторно: Богородице Дево, в тоа што ја знаев на памет, другата: Богородице Дево, радувај се, благодатна Марија. Тонам, уште ме влече: пушти ме, не те пуштам. Реков: отидов. Ангеле свети, ти ја просветлуваш мојата несрекна душа, ти се молам, не отстапувај од мене поради моите беззаконија. Тонам, ама ги кажував како рецитатори. И тогаш од срце повикав она што ја слушав тетка Мира кога доаѓа кај незе патници намерници да им помогне. Значи, него повикав Исуса. Повикав од срце едно од имињата, како да го кажеш. Она што го знае во тој момент. Ако го повикате Бог и да не го знаете неговото име, тој ќе ви помогне. Од срце повикав: пресветла Мајко Божја, спаси ме. Спаси ме, Мајко Божја. Пресветла Мајко Божја, спаси ме. И рака Божја ме фати и вака ме донесе на брегот и дишам. Уште не може половина час да се свестам. Тогаш немаше мобилни телефони.
Потоа и се јавив на тетка Мира и реков ќе се удавев. Ми рече зошто влезе во вода, ти кажав да не влегуваш во карпа со заби. После тоа имав долго време страв да влезам во водата. Во Маврово влегов покрај карпи, повторно сетив рака која сакаше да ме фати. Се уште траеше тој момент на прекин, момент каде што требаше да се прекршам. И еднашка во Саранда, исто така карпи, гледам деца се капат. Влегов во карпите и повторно ме зграпчи рака и ме тегне долу. И тогаш само реков, прости ми Господе, што те соблазнувам. И повторно рака ме врати на брегот и кажував на Марија, тогаш бев со мојата сопруга Марија. Знаете, и потоа, тоа што знаев тогаш да го направам, што ми кажа, така ми разастана пред сите икони, да имав од сите светци, свети Сванури, свети овој, свети оној. Клекнав доле, плачев се, покајав, плачев, им просив на сите. И така почна тој втор степен на чекорење со Исус, иако и претходно знаев сите драми, сите книги што поминале низ мене, скоро 30-тина, знаев дека не се од мене, дека слегуваат. Пишував 9 романи, 8 до сега имам напишано во Исуса Христа, кој ме учеше, кој ќе ги прочитам романите, кој ќе прочитам по некој дел, гледам дека Духот пишувал низ мене за да ме научи. Јас зборував за живи слова, зборував за духовен свет кој ние не го знаеме, за патување во љубовта. И потоа сеќавав дека има духовни напади, духовен светот и некои луѓе се занимаваат со ставање. Наоѓавме жилети, крв, клинци, врзувања, предмети сечени. Бевме под силни демонски напади од луѓе слуги на сатаната. Се надевам дека ќе се покајат. Ги убедував да се покајат, иако до сега не успеав. Господи Исусе Христе, ти знаеш како ќе биде. И тогаш, барајки како да се бранам, ме однесе Господ кај тогаш мастер кај Шаров, сега пастор или што е, сега епископ. И таму служев повеќе години, 4-5, не знам, не сум го броил времето по земно време на молитвени терапии во кои од директен судир бевме меѓу демоните и ангелите. Распни го, распни го, распни го, Исуса. Други спасуваше, себе не се спаси, Отче мој ме остави. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Мртви воскресна, гробови зинаја, темнина во 6 час. Земја се тресе, карпи распрсна, Исус замина. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Прости им, татко, не знаат што прават,